Еден починат и 26 случаи на западно-нилска треска во земјава. Најголем дел од случаите се регистрирани во главниот град, а еден случај регистриран и во Велес. Во повеќе делови од главниот град е прогласена епидемија на западно-нилска треска. Заклучно со 11 август регистрирани се вкупно 26 случаи. 2 од нив се водат како веројатни, а дури 22 од заболените се лица постари од 60 години. За жал регистрирани и еден смртен случај. Од Институтот за јавно здравје апелираат на внимателност, но велат дека нема место за паника. Граѓаните се повикуваат да се заштитат од убоди од комарци, особено во периодите кога нивната активност е најголема. Се препорачува употреба на репеленти, поставување заштитни мрежи и избегнување престој на отворено во периодите кога комарците се најактивни. Се препорачува и отстранување на застоените води околу домовите, каде што комарците можат да се размножат. Заклучно со 11 август 2026 година кај нас во државата регистрирани се вкупно 26 случаи на западно-нилска треска, од кои што 24 се потврдени, 2 се веројатни, 25 од случаевите се од Скопје и еден случај е од Велес. Сите случаи се на поголема возрастна група, односно над 60 години. Сите случаи, вклучително и овие од оваа недела, се со невроинвазивна форма и сите се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести, со исклучок на еден случај кој што е хоспитализиран. Причина за прогласување на епидемија е поради тоа што заболувањето го надмина вообичаениот број на случаи од претходните периоди и години. Причината за прогласување на епидемија е самата дефиниција која повлекува и пријавување на епидемија во случајов кај вектор пренослива болест, како одредена заразна болест, која по време и место го надминува вообичаениот број на случаи од претходните периоди или сезони или години наназад. До сега, кажа колешката, колку е број на случаи потврдени на територија на град Скопје, и според тоа самата пријава на епидемија повлекува и подобар, поширок институционален одговор и соработка помеѓу сите засегнати страни во здравствениот систем. За источниот регион во досега објавените податоци не е наведен регистриран случај. Состојбата се следи континуирано, а надлежните најавуваат навремено информирање за јавноста за сите нови информации.